Ако некогаш се водевме во познатата во здраво тело, здрав дух, сега веќе е јасно дека кога го јакнеме духовното здравје преку природата, ќе го имаме и физичкото. Од кампувањето на Пелистер, екоактивниот туризам и од адреналинскиот парк беа дел млади домашни и странски туристи. Прв пат мина сум на ваков планинарски камп, искуството е одлично, многу нови работи учам, се социализираме, зборуваме на друг јазик, запознаваме и луѓе од други држави. И привилегијата е голема. Јас повеќе го порачувам ова време, затоа што е поубаво, поинтересно, повеќе се дружиме, наспроти социјалните мрежи, телефоните и компјутерите. Овде средината е чиста, воздухот е пореток, ама многу чист. Кампот за деца, за девојки, а потоа и за момчиња, се дел од младинската национална програма за личен развој. Вториот момент е кариерен развој, учење за вештини кои што не се учат доволно, не се опфатени во наставната програма. Трета работа во тие вештини е животна средина, значи заштита на околина, наредно е лидерство и последна работа потик на граѓански ангажман, волонтеризам, активизам. Тука направивме многу во изминатава година и половина со цел да адаптираме простор соодветен за организација на ваков тип на лидерски кампови. Според туристите не достигаат сместувачки капацитети во и околу Национален парк Пелистер за ваков тип туризам, па преку кампувањето се надополнуваат желбите на посетителите да се биде во единство со природата. Адреналин, чист воздух и социализација. Одберете дружба со природата, место со виртуелниот свет.